Почитувани представници на медиумите, благодарам на сите за присуството на денешната пресконференција, на која што сакам да се осврнам на две теми. Може би ќе трае нешто подолго. Едната се актуелните случувања во Обединетите нации изминатите 2 дена и другата тема е економијата, да прикажам некои бројки кои што укажуваат на катастрофална состојба на економски план во државата, но да почнеме со тоа што беше актуелно вчера и завчера. Последните одлуки и гласањето во Обединетите нации јасно покажа дека оваа влада води надворешна политика целосно, без компас, импулсивно и надвор од јасно утврдени стратешки приоритети. Наместо да се однесуваме како држава со конзистентна меѓународна политика, владата делува како залутан играч и прави екскурзии, при тоа без причина ја напушта европската надворешна стратегија. И додека поголемите европски земји тактички балансираат помеѓу големите сили, Македонија со својата недоследност ризикува да биде маргинализирана во европските политички кругови. Со воздржаното гласање за Европската резолуција за Украина, нашата земја се најде во сосем несоодветно друштво, заедно со Гана, Бангладеш, Замбија. Сите наши соседи гласаа за и големите европски земји, Италија, Франција, Полска. И при тоа се отвара прашањето, што бара Македонија во таа група? Дали сме ние европска земја или навистина сакаме да останеме во некоја геополитичка изолација? Мапата која што овие денови се споделуваше на интернет, каде што сме сами во Европа, целосно изолирани, многу кажува за тоа како ни стојат работите на планот на меѓународната политика. Со овие хаотични и навистина неразбирливи одлуки, Македонија испраќа порака дека нејзината надворешна политика е импровизација. Во глобалната политика, каде секоја една постапка, секој еден потек има големо значење, ваквата неодговорност навистина не останува незабележана. Дополнително, владата ја продлабочи конфузијата со тоа што прифати да бидеме коспонзори на американската резолуција, а потоа гласавме воздржано. Првпат една македонска влада што коспонзорира резолуција, потоа не гласа за истата. И ова покажува дека нема ниту стратегија, нема ниту координација и дека надворешната политика се води исклучиво со импровизации врз основа на лични проценки на премиерот. Ке беше многу помудро да гласавме за двете резолуции. И тоа ќе беше принципијална и стабилна позиција, која што ќе ја зајакнеше нашата позиција, ќе ја зајакнеше нашето партнерство и со Европската унија и со Соединетите американски држави. При тоа тие две резолуции не се косат една со друга. Тие се надополнуваат. Франција, Германија, Италија и многу други земји ја поддржаа американската резолуција која ние ја коспонзориравме. Прашањето зошто не сме гласале за неа? Ако сме целосно согласени со европската надворешна политика, како што тврди владата, зошто гласаме спротивно на сите други европски земји? И одговори на овие прашања воопшто не добивме од владата, туку еден одговор само од премиерот, затоа што тој така одлучил. При тоа гласањето за двете резолуции ќе беше наш јасен став, поддршка дека сме за што поскоро завршување на војната во Украина. Што се однесува до интензивните посети на владините представници на САД, навистина СДСМ ги поздравуваме како напори да се продлабочи нашето партнерство со Соединетите американски држави. Меѓутоа има нешто што е нејасно, а тоа е која е целта и кои се очекувањата од сите тие посети. Освен флоскули дека сме први у редот, дека ова е новото нормално, не е јасно што владата побарала и што очекува од новата администрација на САД. Јасно посочуваме дека е потребно конкретно формализирање на овие напори и нивно преточување во јасни барања кои ќе носат напредок на државата на меѓународен план. Искуството од овие 9 месеци со владата на ВМРО-ДПМН е дека многу зборува, а не покажува конкретни резултати. Многу не разбирале и снимале поддршка, но никој се уште не слушна за каква поддршка станува збор и што тоа значи за остварувањето
на целите на државата и граѓаните. Македонија заслужува стабилна, предвидлива и принципиелна надворешна политика. Заслужува дипломатија што гради доверба, а не што ја руши. Заслужува јасна визија за нашето место во светот. СДСМ останува посветен на европската иднина, на силните сојузништва и на надворешна политика која е доследна, кредибилна и е во интерес на граѓаните. Почитувани присутни, дозволете кратко да се осврнам и на некои состојби во делот на економијата, нешто што навистина ги допира граѓаните. Изминатите 9 месеци направивме еден преглед на клучни економски индикатори за тоа како стојат работите, како практично граѓаните живеат со новата влада, иако тие тоа најдобро го осеќаат на своја кожа, како не може да врзат крај со крај. И како тешко се излегува на крај со цените кои што се подивеени во изминатите месеци од време на владење ВМРО-ДПМН и во маркетите, основните прехранбени продукти, струјата која што е поскапена најмалку 20%. Ке укажам на некои бројки, поради тоа што ние може да ствараме перцепција, меѓутоа бројките се факти и тие апсолутно укажуваат на вистинската состојба. Македонската економија се движи во погрешна насока, наместо напредок. Сведоци сме на продлабочување на кризата, неконтролирано трошење, пад на инвестициите и намалување на животниот стандард. Додиме поред прво во делот на капиталните инвестиции. Во првите 2 месеци, во 2025 година, реализацијата на капитални инвестиции е само 2,43%. За споредба, во истиот период минатата година биле реализирани 12,1%. Инвестициите во инфраструктура и економски развој се целосно запрени. Без капитални инвестиции нема економски раст. Владата очигледно е дека нема капацитет да исполни ниту едно ветување за модернизација, за развој, иако ова беа нивните главни ветувања покрај другите. Трошоците за живот во јануари 25 се зголемени за 4,9%, а индексот на цени на мало пораснал за 5,2%. Потрошувачката кошничка во февруари 25 достигнува 63.773 денари. За да преживее едно семејство потребни се 3 минимални плати, во време на владата на СДСМ 2 минимални плати. Владата не превзема никакви чекори, никакви мерки кои што имаат ефект. Премногу е суетна при тоа да ги прифати нашите предлози, кои што ги предлагаме и кои што знаеме дека во минатото кога ги имплементиравме во нашата влада имаа ефект. Затоа граѓаните треба да знаат, ако и утре се високи сметките, ако и утре цените неконтролирано растат, владата нема намера да интервенира и тоа да го смени. Платите стагнираат. Покачувањето на минималната плата е под знак прашалник, бидејќи практично функционирањето на економско-социјалниот совет во една смисла е блокирано. Работниците и синдикатот бараат минимална плата од 450 до 500 евра, но владата молчи. Социјалниот диалог во таа смисла е целосно уништен, работниците се оставени сами без сигурност, а економската неизвестност станува се поголема. Предлагаме и ќе излеземе со предлог и во овој дел, а тоа е зголемување на платите и во приватниот сектор, при што еден дел од трошоците ќе ги покрие владата. Се надевам дека владата овој закон ќе го прифати, за разлика од сите други кои што ги одби. И за минималната и просечната плата, и за намалувањето на ДДВ-то на основните прехранбени продукти, и за намалувањето на ДДВ-то на електричната енергија. Индустријското производство опаѓа веќе 4 месеци и тоа е јасен индикатор дека стопанството слабее. Во декември 24 падот изнесол 1,4%, ноември 3,5%, октомври 1,1%, а во септември цели 7,9%. Владата нема ниту за ова некаква стратегија, нема подршка на индустријскиот сектор, а знаеме дека без индустрија нема економски раст и развој. Во првите 2 месеци во 25 година буџетскиот дефицит изнесува рекордни 7,8 милиарди денари. Државата троши многу повеќе отколку што прибира пари и се
ствара навистина опасен јас помеѓу приходите и расходите, кој што ќе мора да се покрива со нови долгови, со нови задолжувања и ова е практично рецепт за финансиски колапс. Во тој контекст логично е што расте и јавниот долг и сега е над 70% од бруто домашниот производ. Владата избегнува да ги објави при тоа точните бројки, не работи бројчаникот, Министерството за финансии исто така молчи. Граѓаните имаат право да знаат навистина колку ние должиме и колку пари тие ќе треба да враќаат. За крај, македонските компании требаше да добијат финансиска поддршка од унгарскиот кредит, меѓутоа за сега нема никакви податоци за негова навистина ефикасно делење и спроведување. Додолку повеќе што до нас стигнуваат информации кои што сметаме дека владата треба да одговори, а тоа е дека парите кои што беа наменети за компаниите од унгарскиот кредит практично се потрошени за друга намена. И затоа е сменет законот за работа на банките, со кој што за прв пат на Македонската банка за развој и се дозволува да се задолжи директно во буџетот, а не кај меѓународни финансиски институции, како што тоа беше и до сега. Тоа значи дека сите компании кои што ќе аплицираат за таков кредит со ниска каматна стапка, ќе бараат пари, односно владата ќе бара да ги задоволи потребите директно од буџетот и веројатно и од други извори, а не од тој унгарски кредит, кој што требаше да биде наменет за таа работа. Ја прашувам владата дали навистина парите од унгарскиот кредит се потрошени или се трошат за друга намена, дека парите кои што до компаниите треба да стигнат преку Македонската банка за развој треба да стигнат директно од буџетот и од други извори, а не од унгарскиот кредит, и дали тие комерцијални банки кои што сега даваат практично со намалено темпо и динамика пари кон компаниите треба да бидат понатаму субвенционирани од владата повторно од друг извор, а не од унгарскиот кредит. Почитувани граѓани, бројките го потврдуваат практично тоа што секој од вас го чувствува, а тоа е дека владата ја уништува и не се грижи ниту за економијата, ниту за стандардот на граѓаните. Ниту пак има волја да прифати некакви законски предлози кои што доаѓаат, макар и од опозицијата, со цел животот на граѓаните да се олесни. Состојбата сметам дека е крајно сериозна. Ние ќе продолжиме да предлагаме законски мерки, да се бориме и за државата, и за граѓаните со цел животот да биде што подобар и полесен. Се надевам дека оваа влада ќе покаже минимум капацитет тоа да го прифати. Благодарам.